Повторно сте со мене вашиот шеф Марк. И ова недела остануваме во преубавото Повардарие. Денес го посетуваме центарот на тиквешијата, градот Кавадарци. Дознав дека е пазарен ден. Вие знаете дека ги обожавам пазарите. И сигурен сум дека предпоставувате каде ќе одам најпрво. Ова се знае, пазарот мене ми е мојот рај. Овде сме во Кавадарци, не знам што ќе најдам, а сигурен сум дека ќе најдам само убавини. За јадење, за пиење, за све. И убави луѓе. Сонце е со нас, одиме понатаму, се шетаме во пазарот. Ајде. Навистина, огромен пазар. Не знам од каде да почнам. Ќе влезам, ќе видам што ќе најдам. Нешто убаво, нешто сладко, нешто соно, ќе видиме. Ајде. Добар ден. Здраво, добар ден, господине. Како сте? Супер, одлично, а вие како сте? Прва лига. Што имате за продавање? Се имаме за продавање. Јас сакам да имам нешто типично од Кавадарци. Што има овде типично, посебно од Кавадарци? Немам ништо, дома да те одведам ракија ти дадам. Нормално е грозје, се знаат и грозје. Ама портокали не растат во Кавадарци. Не растат? Не. Што расте во Кавадарци? Абе нема од Кавадар ти што сака сега. Де стикаме со него? Немаме ништо од Кавадарци, да не само кромит и лук. Ајде да видиме што ќе најдеме. Едно слика нека направи вана веста Слика ќе направиме, обавезно ќе направиме. Ајде, да најдеме лук и кромит. Ова е кромит. Мислев ти беше лук од далеку, ова е кромит. Од Кавадарци ми кажуваше господинот, ти само има лук и кромит сега во Кавадарци. Не, има и спаначе, има и друго, да. Навистина? Од кај вас е тоа? Да. Каде сте, од Кавадарци или од околината од регионот? Околинат, пепелиште, шо? Па знаете што? 50 денари за кило? 50 денари кило. Па дајте ми малку една врека, да. Да не претеруваме, ми само тоа 1 кило ќе биде доволно. Па за мене ова. Ма многу брза се. Па мора, супер. И малку кромит? 10 денари кромит. Колку е? 10 денари. Ќе остам заедно. Имам јас една убава корпа, ма како ми дадовте. Ориз, пипер, 50 спаначо, 10 кромит. Поберете. Еве 30 денари за вас. Со здрави да јаде, убав Поберете. ден да има. Фала ви многу. Фала Имајте и убав ден. Имаме спанак, имаме кромит. Ајде да видиме нешто друго. Мора да готвиме нешто убаво денес. Ми само ти Кавадарци ќе ни дај нешто преубаво. Виното го имам овде, ама со вино треба храна. Здраво, господја. Како сте добри? Супер, одлично. Одлично, Што убавите? кувате. Како убава Одлична се имате? храна, зелена, супер. Да. Плюс со сонцето денес, какво убаво време. Одлично, Браво. одлично. Зелка, ау. Од Кавадарци ова Од зелка? Кавадарци, Да? од Кавадарци, 40 динара парче. Здраво, добар ден господја. Гледам ти пазаривте овде. Што купите? Моркови? Моркови, Имате компири? компири млади, Што ќе готвите денес? днеска риба со компир. Риба со компири. А па да. Кој ден сме денеска петок, обавезно. Еве Каква риба ќе готвите? Пастранка? Ослич. Ева. Супер. Ќе Ева. направите нешто еден сос, така нешто посебно со тоа? Еј, тука е. Ева, тука е рибата. Па све си имате. Ќе дојдам кај вас после да пробам. Може. Може ќе поминеме кај господјата после да пробаме рибата. Да. Благодарам. Имајте убав ден. И знаете што? Добар апетит. Добар ден, господине. Добар ден. Јас сакам да имаме мали компирчиња, вакви, мали млади. Ще направиме младички Да, убави. многу сакам млада, така Екстра, убаво. екстра, Малите, екстра. ете малите Квалитетно така. нешто. Не треба ни да се лупат ни ништо, само ги миеме малку пропршани. Да, еве Имате ги. вие рецепт така посебно за Абе, компири? Оте гледам, имате пуно компири овде. Да, има. Доволно, е за двајца. Ова колку има овде? Има кило? Кило и пол, тука е Ајде, кило. Как ајде. уште? Не. Не треба ништо. Да ви платам? Не. Јас те обожавам, да гледам тебе. Знаете што? Дедете имаме компири денес? Од Кавадар кричи компираш од Лазе. Како од Лазе? Не мора да Е, реклама. па, Така се вика. Лазе компирите ќе видат многу сочни. Многу Ќе ги се готви. добри, у Кавадарци. Ајде. Доста ми Продолжуваме.
Преубав пазар. Прекрасна синтеза на бој, вкусови и ароми. Ми мириса на некоја пекара во близина. Одам да земам нешто за појадок. Добар ден. Добар ден. Повелете. Не може да не влезам кај вас. Мирисот од надвор ми напред да дојдам. Само со мирисот Затоа и вратата е отворена. Ете, така треба. Повелете, Не знам, мар. имате пуно убави ствари овде. Малку ми е тешко, не знам што помогна да нешто? земам. Јас сакам да ми кажете точно што луѓето најповеќе конзумираат овде во Кавадарци. Знамо ти е вино, знамо ти е грозје. И со виното оде и мезе. Така. Што имаме? Така, имаме турски геврек, имаме царско, познато со сланина и кашкавал. Добро исто така ти е данска погача, со исто шунка кашкава. Пирушки, имаме перече со кашкавалче, со биено сиренце, да, може тоа да го пробаш. Имаме бурек, вртен бурек, со месо сиренце, пици, калцоне, све. Голем проблемот, има све. Ете така. Знаете Да што? ставиме Да не од видам, да не нешто? видам тежок. Ставете ми неколку парчиња да ги пробам. Може. Мојот пат. И едно така што ќе ви го земам на рака и што ќе ги си го јадам така да. Може, Мора. Мар, договорено. Супер, ви благодарам. Сега Ја, Тоа ти е ну, ова за е. борака, а другото ќе го спакуваме. Охо, за ворака. Ова е Ајде тоа. Ама многу убаво е. Пекара, здравје. На здравје. Ете ви е на здравје. Фала ви Се многу. гледаме. Имајте убав ден. Фала ви многу. Сите жени ве бакнувам далеко. Од ќе од бискук имам проблем со сопругата. Чао, чао. Чао, поздрав. Фала ви. Знам дека Кавадаци е познат по песната, по уметноста, по поезијата. Одам малку да разгледам, да ја осетам душата на ова прекрасно место. Мојата омилена песна. Вау! Сакам да го чујам човекот како свири армоникаш. Браво! Ајде! О, девојче, од Македонче, на овој БДС. О, девојче, од Македонче. Нема. Немате публика денес, ама јас сум вашиот публика. Ако? Знаете што? Пеевте со срце. Да. Јас имам еден поклон за вас, што ќе види од срце, од витаминка. Благодарам. Нашите партнери, мислам ти ќе уживате. Знаете све што има внатре? Благодарам. Ќе биде за вас. Ќе си уживате, поверете. Благодарам. Може? Фала многу. Ви се допаѓа? Господарве да ви даде 100 години да живееш и назад. Фала ви многу. И на вас фала. Имајте убав ден, И исто и вам. господине Македонче. Фала лепо. Ние Нели мислите така? Фала ви многу. Ние одиме на За проспект, пажните. ќе одиме да јадиме после останатокот од гевречето. Фала ви Ајде. лепо. Фала ви. Пријатно. Имајте убав ден. Телевизијата. Здраво, здраво. Добар. Супер, бе, одлично. честно. Имајте убав ден. Ти како? Супер, одлично.
Почна денот со салата и ракија, како што е и традиција тука. По ова морам да одам да пробам и некој локално, традиционално вино. Повели Марк, нашата салата, Супер изгледа. свеж зеленчук, Добро. црвена пипарка, црвен кромит, џумбур, кикиритки, сусам. Специјалното е има дресинг од крем путер со кикиритки, малку пикантна. Одлично. И нормално со една добра салата, воде една, кај нас се служи една Ракија. ракијче. О, без ракија во кавадарци, ако нема тоа, ако нема салата, ништо нема. И На благодарам. здравје и добар апетит. Фала многу. Моля. Прво, Да. ке наздравиме. На здравје. На здравје. Ќе ја пробаме салатата. Сигурен сум ти е преубаво. Ракичка. Фрф. Салатата. Не знаев оти имаше кирики во кавадарци, ама преубава салата е направена. Многу ми се допаѓа. Навистина, ова со сонцето што го имаме денес, нема поубаво. Ќе уживам. И ние одиме понатаму. Па сме во винарија Арабеска, имаме татко и син. Они се, да кажам, луѓе што прават вино, ма вино како се кажа, природно, домаќинско, Да. како се кажува, точно? Точно. Традиционално. Така. Традиционално Они подобро вино. ќе го кажат. Јас сум тука за да го пробам виното. Навистина слушнав од ова винарија. Е многу убаво вино. И ајде, објаснете ме малку повеќе за вашата винарија. Ајде да јас да почнам као Ајде тато, ете, као ајде тато, тато. јас да добро. почнам. Значи, со производство на вино се бавиме многу време, нашата фамилија. Колку години сте? Па, еве, јас сум 55 години. И како мене. Добро, иста И јас сум генерација. знам, ние, нашата фамилија и фамилијата на сопругата Добро. прават вино, посебно фамилијата на сопругата. Мојот дедо бил еден од првите агрономи на овие простори. Океј. И беше стручен голем за вино. И вино правиме некаде па добри 35-40 години сигурно. Браво. Има ти уште шишиња од почеток кога го правите? Има. Оти во архивите може така се вidi. Има, Ќе мора да го видиме. Ќе мора да го видите тоа, добро. Покрај нашиот дедо кој беше многу љубител на вино? на вино, за производство на вино. Он не пиеше многу алкохол, ама за производство беше Он повеќе сакаше да го пие со друштво, освен да. Добро. И посебно по негов терк. Голем дел од вината имат по теркот на дедо ни кој ги правеше вината. На тоа сето ние додававме само плюс не технологија, него љубов. Средства за производство додававме нешто ново, додававме опрема. Малку помодерна Помодерна опрема за да ја олесни работата, самата работа да олесни. Ти бурињата беа тешки се за работа, тешки се за и затоа се префрливме на иноксни буриња. Инокс. Добро. Да, не работите со даби буриња нешто посебно со ве резерв? даб, не, сега сакаме да генерално ги презентираме вкусовите на вината. Океј. Оригинал вкус. Оригинал вкус. Точно. Значи не менјавање со буре, со такви ствари. Немаме ништо против барик, немаме ништо против сето тоа, ама ние ги сакаме чисто вината, нивната... Почитувам. Значи... Почитувам. Не, тоа е посебна техника што вие сакате да употребите. Да го задржиме тоа. И кога правевме во буриња, многу брзо го вадевме од бурињата, да нема... Да не го преземе сет. Ја не би сакал да пијам даб, а треба да пијам вино. Точно. Значи, се почитува, навистина тоа е тоа. Нема тука грешка, значи никако немаме против барик што прават луѓето, апсолутно прекрасни вина.
да одиме на надпревари, ни секој ќе паднеме, они повеќе ги сакат барикираните вина на Нема веза, надпревари. може и вашето Не, вино не, е ние сме подобар. добри, не, еве сме, ние сме добри со Добро. Каражот, таму има и Можеме да почнеме со Можеме, малку бело вино. можеме, така, со па, бело ќе од- почнеме, ајде, време е да чисто, почнеме. Па да, Да продолжите, пробаме. продолжите да ни објаснете малку што да. грозјето што го имате, кој Генерално, наследи се сите наши, значи вино не земеме од никого грозе, се е наше и имаме 4 сорти Добро. на грозје, значи имаме ракацители, кои се гордееме многу на ракацителите. Ова и што имаме овде, овие Овде ракаци. имаме ракацители. Добро. Ајде малку Да да видите мирис на ракацителите каков е. Ау. Добре дојдовте да Пре- наздравиме. Преубав мирис. И преубави Значи- чаши, многу ми се допаѓаат. За дегустација, одлично. Виното да ракацители бара малку не технологија, него бара технологија во производството на грозјата. Ракацители е сорта која е многу родна. Ама ние ја кратиме на многу мал аерот. Некаде 800 до 800 килограми од декар. Добро. Иначе оно оде до 3 тона од декар без проблем. За да го Вие имаме селектирате да го имате Да, најдоброто, исклучиво не, само. не квантитет, ама квалитетот сем. Затоа Тоа барате, да, точно. Затоа и Преубав мекива. И навистина, како кажувате вие, го имате вистинскиот вкус од грозјето. Немате нешто што е додадено од буре или нешто така. Тоа е чист вкус. Преубаво. Многу ми се допаѓа. Затоа сме, значи, сакаме да го држиме тоа и до сега доста имаме гости. Сите го прифаќаат као, значи, Зборите за гости, извините што ве прекинувам. Кога дојдов гледам ти правите сега сакате да правите соби, сакате да правите нешто посебно рурален туризм, така нешто, а? Сакате да, еве сега сме при крај. Значи имаме многу гости. Добро. Кои често ни бараат и смештај. И смештај. Ние после пробуваме низ градот. Таму, ама не е исто. Ке ви треба и готвач овде. Готово, еве си тука. Па да, оти сумбаво вино со сместување. Како Ке треба некој да ви готви. Зошто да не, зошто да не, тама работа, тоа се... Ке мора да дојдам да готвам овде, иначе тоа ми фали. Не, на вистина. значи видите чест. Да. Од време на време. Сигурен сум ти вашата сопруга е добра, како јам готвачка, ке може да направи нешто што ќе оди со добра комбинација со виното. Има како нема, ние имаме за тоа специјалитети што ги правиме, ама тоа ќе ни бидете гости во друга прилика. Со големо задоволство. Ке дојдеме Ќе пак со емисијата да ве специјално ќе присуствуваме. дојдете, тогаш на тој начин ќе биде емисијата као Нека дојдеме на вино, нека дојдеме на не комплетно на се. комплетно, Значи ќе дојде вино ќе дојде на вино со храна по наш терек. Вие сте стручен за тоа, ама нашиот терек за Добро. Океј. Би Јас сакал- можам да кажам, извине, пак рекацителите е преубав. Да одиме малку на јас сакам да Може, пробам може, вино, може, да гледам готово. од ти Сега отворено додиме, сакаш овде. на полусо, сакаш на розе да пробаме. Ова е Овој Караджо. Да. Караджо, што е ова? Ќе кажеш ти или јас да кажам? Ќе кажам. Ајде сино тоа. Ајде. Ајде ти знаеш Каската. повеќе. Ајде, јас да пробам. Ова, како е Тоа е- темно вино. Да. Тоа е вино од Вранеци, од Кабарен Сувињон. Имате посебна приказна за овој вино Караджо, ми кажувавте. Да. Па приказката оде дека кога бевме мали јас, сестрата и братовчедите и ќе се соберевме кај дедо ми во кругче ќе си седнеме сите и ќе ни кажуваш тој приказни за неговото детство. Дече нели порано немало телевизори, немало интернет и морало да бараат алтернативен начин да се забавуваат. Точно. И оде приказката како тој со татко му орале на лозието со бик. Со бик. Да, со бикови орале. Да, окей. И во слободно време кога ги немало да орат, децата од селото се собирале и се бореле со биковите, се туркале. Што се бореле Се со бореле, биковите? да, биковите се Прави како туркале. Шпања, оле, ајде, па да. Слично нешто. Корида. Да. И овој бик на дедо ми бил најсилен, најмоćен, сите ги победувал, бил голем црн бик. И по тоа е крстено Караджо. Така се викаше. Да, Ај, бикот се бикот вика. Караджо. Па ајде да. И На затоа дедото, на дедото, на бикот, ќе наздравиме. виното е многу моќно, значи многу моќно. Кабарнето го оставаме да дори самото не почне да паѓа од лозницата. Значи некаде преку 26-7 шеќерни единици за да успееме да ги доловиме карактеристиките на Кабарне Сувињон. На вистина. Се осеќам јачината на вранецот, како кажа, кабернето го омекнува, малку таа киселина што ја додава на крај. Вау, многу добра комбинација. Ништо не сме Многу ми се чепнали, допаѓа. значи, На вистина посебно вино, Караджо, браво, крвта. А? Баш така. Крв.
Преубаво. Гледаме ти правите и други вина. Имате розе, Да. имате ова е Ризни. Рајски ризник. ова го правите како полусувно вино, Како така нешто? полусово вино го правиме. Тоа е Тоа е со десертот сем. Да, По тоа е десерт, со или со и како аперитив. и као аперитив, и Да. као десерт, а можда и стардо, нема проблем. Добро. Друго прашање за розето. Розето е секогаш едно вино што луѓето се прашува. Дали се прави со како да кажам, бело грозје, што му се додава малку црвено вино за да биде розе, или се прави со црно грозје. Има различни Да, има видови, да многу кажеме, на техники да, за многу техники. правење. Ова треба да се пази, ако се прави со Да. црвено грозје, црно грозје, треба малку лушпата да биде со контакт со виното за да му даде само боја. Баш Да. така. Ама ние бидејќи го правиме со вранец и Со вранец го правите? Да, И не смее да бидејќи биде многу е- контакт со уште. Нема воопшто контакт. Го правиме Само го да, со преса по малку. стапка на бело вино фактички. Малку, многу нагулна преса, никако не смее да биде во допир со Браво. па ниту 2 минути. Бе, тоа е прв пат што го слушам ова. Супер. Ќе оставиме малку дегустација, ќе одиме понатаму, оти навистина ако треба све да пробам, ќе ми биде тешко после да Не, па тоа ќе го оставиме за после да го пробате. Наци Ете, така. ќе ги правите, да ги пробате. Да, со задоволство. Ме чекајте, јас сакам да Ако не завршам, пробаме нашата имате ракија. уште и ракија. О, навистина во Кавадарци, ако не се прави ракија, ништо не се прави. Ништо не, Па да, ништо. оти од вино, ракија се прави, се знае. Малку така чисто за Ајде, мири. на колку степени е вашата ракија? Оти има шопрат на 50, 52, малку повеќе, малку помалку. Малку каква чаша имате? Па затоа ви реков чашата е тоа е приказка. Тоа од свадбата, од свадбата на баба ми и дедо ми. Значи ги чуваме за специјални прилики. Тоа е 60 години чашки. 60 години чашки. Ще вие две ли се останете? Уште тие се остарати чашки, две. Две имате? Да. Ој да пазам да не ми падне чашата сега. Нема проблем, нема проблем. Ама важно, Да. ракијата правиме исто неколку видови на ракија. Ова е брепек, доста стар. Вау. Мислам дека степенаж на ракија генерал ја правиме од 44 до 46 максимум. Така нешто од да. 44 до 46. Многу јака, Не. е не многу лесна во меѓу двете, да кажеме. Не треба да се претерува, ама многу вкусна е. Има, како да кажам, шмеки. Има ракија Можам да ви шогорат, кажам. заради Да, шогорат нема тој шмек. Ова е супер. Малку се шета, вкусот останува во уста и преку носот уште ми доаѓа шмек. Браво. Можам да ви кажам, ја можам да кажам. Кажете. Кои зарзавати ги ставаме, се е природно наше. Имаме Добро. 3 дрва. Специјално има слива джанка. Мислам дека можам да ви објаснам што е слива Да, джанка. Знаете джанка која е? Да. И да се чуваме специјално на лозјето на ракацителито. И офет го мешате тоа со Неколку ставаме. Благундап, Океј. црница. Знаеш што е црница? Треба да знае. Не. Извините. Да. Тоа сакам да ми објаснувате. Дудинка. 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 Ги знам дудинките многу добро. Да. Ама родна дудинка само. Океј. Оти има родна и неродна. Значи и се става по рецепт. А сето сами си го слушиме сами дрвата на природен начин. Нема да купиме ова чипсови, не. Сето генерацијски на исти начин ги правиме, по 2 години ги сушиме сите тие дрва, па после ги пуштиме употреба во ракијата, така че исто е по одреден дел стои, значи толку треба да биде толку да биде црница, многу треба да се внимава само на сливата. Океј. На слива. Другото Слушнавте пак една убава тајна денес. Мислам оти ова за жал негде ќе ни го заврши дегустацијата, во вашата винарија. Мислам оти луѓето ќе мора да ве посетат. Уште името од винаријата? Арабеска. Какво убаво име, оти арабеска се употреба и во музика, мислам, не? И во музика, како танц, арабеска данца. Арапска шара. Да не забораваме нашите пријатели, нашите партнери, президент, како не можам да ги подарам, со убаво вино мора и убаво сирење. Повелете, за вас се надевам да ќе направите убава комбинација. Вие што сакате сопругата да готви да направи нешто, а мислам оти президент и вашето вино ќе биде најдобра комбинација. Сигурно сум во тоа. Јас мислам дека Фала ви многу. многу драго што ни бевте гости. Мило ми е што дојдов кај вас, што открив пак едно нешто ново, нешто убаво, една нова убавина во Македонија. И сакал да ви видите ма подолго гости, па да ви раскажеме Ќе дојдеме друг приказки пат. за сето ова како е направено. Мора. За жал што немаме многу време, ама благодариме. Валя, повелете. Преубав град, преубави луѓе. Сигурен сум дека и специјалитетите
овде се преубави. Дознав дека во близина, во селото Сирково, има нешто поразлично. Морам да одам таму да видам што е тоа. Сигурен сум дека ќе уживам. Основно, сакам да се заблагодарам на вашата покана да дојдам во вашето семејство, во вашето куќа, како го викате точно, домакинство, село, не знам, кој е точно името што го употребувате за вашето концепт што го направите сега овде? На кој да се обратам? Вие сте мајката, вие сте главната на маса, така се кажува, а? Ова е селско домакинство. Селско домакинство, точно, добро. Атанасов, Точно така го викаме, Атанасов, да. Добро. И гледам, правите преубави јадења на маса. Масата е полна. Како е вашиот концепт? Точно. Ние не делуваме како класичен ресторан. Од Тоа го отворен видов од тип. почет, да. Кај нас доаѓаат луѓе кои сакаат мир, Се осеќам. уживаат во природата и сакаат вкусна храна домашно подготвена. Браво. Немаме на менито по избор да порачуваат луѓето, туку имаме неколку менија кои ги нудиме претходно. И она што е специфично за кај нас е тоа што цела храна е подготвена од ова поднебје. Сите производи се од ова поднебје. Све од овде до колината од се. Точно Не одите така. до градот. Еве, например, баникот си е од коприва која имаме кај нас во дворот. Вау. Одлично. Значи баник со коприва. Јагнешкото го купуваме од соседното село. Тие се домашни јагниња, луѓето имаат собствена фарма. Зеленчукот си е собствено наш, значи имаме наш пластеник. Да, видов и Марко да има прилика Ништо да не се се третира со пестициди, не се прска, значи се е домашно, основна цел ние најпрво да се храниме здраво, а потоа и на луѓето кои што уживаат во таков тип на храна да им понудиме малку поинаков концепт. Поинаков начин. Да. Браво. Гледам, имате и сувомесно. И това го правите вие? Да, точно така. Што не правите Нашиот прво? син имаше имаше желба да имаме фурна, да имаме пушара, така да тој е задолжен за тие работи. Вау. Господине, вие треба да уживате секој ден. Жена така што готви толку убаво и све. Ми кажавте, вие ти сте во пензија. Ама ваква пензија секој се, мислам ти го сака го поженува да има ваква пензија, да ужива во убавите денови, да кажам во, а? Знаете што, активен пензионер. Активен пензионер, добро, тоа сакам. Бидејќи ни се најавуваат сега без лажна скромност, скоро секој викенд имаме групи, луѓе, па и на сместување, па и само за храна доаѓаат, бидејќи сакаат еколошки чисто од мир и тишината. Мирот и тишината се важни. Значи, тие кои што спијат тука, посебно во таа брвнара таму, ги будат само птиците од собајата. Убавина. Верверички, лисички, од живиот свет, тоа е од... Одлично. Тоа е за луѓе што сакаат да видат да имат мир и све тоа. Ама за млади, имате млади што доаѓаат овде? Да? Па имаме монтажен базен кој што за неколку дена ќе го наместиме, доаѓаат луѓе и се капат, уживаат младите, се собираат, си прават журки. Да. И вие уште, Па сега мора да гледам од синот е тука и оние тука малку да. Да, ги десета, во главном се тоа нивни познати, нивни друштва кои што сакаат да имат некоја интима, нешто посебно, да се дружат самите со себе, некои 10 на 15 така натаму. Супер. Ајде да го слушаме малку синот. И вие сте дел малку од приказната, да кажам. Кој е иницијатор од овој проект? Кој го измисли овај концепт, да кажеме? Таткото, мајката, не знам, кој го измисли това? Па сите ние тројцата и брат ми, кој што сега не е фамилија. цела фамилија, беше малку
И непланирано беше во периодот после ковид, кога сите бевме затворени по дома и тогаш размислувавме да направиме промена во нашето живење прво, затоа што сите бевме во станови, сите бевме генерално затворени, тогаш сфативме колку ни е важно да сме во простор кој ќе биде отворен, кој ќе има и природа и слобода. И така најдовме ова место. Одлучивме тука прво да се вселиме и потоа спонтано дојде идејата дека оно што го имаме за нас, сакаме да го споделиме и со другите луѓе. Браво. Така што прво беше место каде што ние си живеевме и си опоминавме времето како семејство, а потоа почнавме вака да ги отвараме портите и за луѓе и за ручек, за вечера, за ете и за престој. Некако се развиваше идејата малку по малку и од тука уште повеќе ја развиваме, дека сега сакаме бидејќи има голем интерес да изградиме поголем објект. Извидиш овој прекор, почна да биде тренд. Луѓето барат био, органско. Навистина во Македонија има преубави места. Предобри луѓе, како вас, како други луѓе, што сака да го покажат тоа. Други што имат вештини, ви имате вештини за готвење. Браво. Не, многу ми се допаѓа. Јас како готвач, ја да го имам тоа на маса секој ден, ја ќе уживам. Верувајте ме. Вие сте многу среќен како човек. И вие како си. Не, навистина, идејата многу ми се допаѓа. Навистина е нешто комплетно различно, да кажеме, од еден ресторан. Ја имате услугата, вие сте дел од услугата, мислам. Ви имате готвачот, приватен готвач. Сите си помагаме. Да, човек што е тука малку да ви покаже околината и свето. Имате од се убава приказна. Таа приказна мора да се сподели со многу со други луѓе. Мислам оти не сакате премногу да имате луѓе, оти не можете сите да ги задоволите, ама пак ќе кажам, јас сум многу горд и среќен што можам да покажам таков концепт. Браво, многу ми се допаѓа. Од многу зборење, мислам отите, ми кажавте исто оти све што правите и сок, и раќа, све од ми домашно. Точно така. Ништо не е купено. Се што се случи е домашно. Еве, например, сокот кој што ќе имате можност да го пробате е сокот бозел. Дрвото кое не знам колку години е старо овде во дворот. Добро. Со кое се гордееме. Има прекрасен мирис и вкус специфичен. Така што се што ќе пробате овде е автентично и токму од тиквешкиот крај. Благото си е подготвено од домашниот маџун, ние го Маџун подготвуваме. во Кавадарција, ако нема маџун, каде го пробате кај нас во тиквешијата и не имате можност на друго место да го пробате. Тоа е така наречена равенија. Аха, раванија. Раванија ја знам по мали порции се сечи. Ова е раванија. Да, ова е голема порција од раванија. Ево во грните овде што има? Има нешто посебно? Тоа е еден специјалитет кој го подготвува мојот сопруг и никој од нас не се обидува да го купира, заради тоа што нема да го направи подобро од него. Вие ми кажавте ти сте само тука, господјата готви све. А и вие готвите? Знаете што, од толку многу патувања, бидејќи ние имаме и туристичка агенција во Кавадарци. Браво. Од толку многу патувања, нешто што ќе ви се допадне на вистина, го применуваме тука, бидејќи имаме и наша храна, изворно се од тука, и доматите, и патлиџаните, и пиперките. Инаку тоа е многу интересно топло пред јадење. Што има внатре точно? Можем да видиме, да гледаме што е. Внатре има пиперка. Добро. Пиперки, внатре има домати, сирење и јајце. Значи, комбинацијата е одлична, како топло пред јадење, дури луѓето после му останува и месо, вика ние од ова ручевме. Па ова морам да има кило лепс од това. Тоа е проблемот. Да се мацка, да се јади лепс од това. Преубаво, браво. Многу ми се допаѓа, пак ќе кажам, комбинација ваква, браво. Секоја чест. Малички сармички овде. Од винова лоза. Од винова лоза. Ој. Исто не прскано. Не знам, јас од што посебно сме горди на тоа. Од што да почнам. Значи имаме во нашиот двор лозница која си одгледуваме само заради сарми. Јагоди имате све овде. Вау, многу ми се допаѓа. Пак ќе кажам, луѓето ќе мора да дојдат да ве посетат. Мислам оти едно место ваков во Македонија се вика рај. Не се вика домакинска, како е викате више? Селско домакинство. Селско домакинство. Тоа ќе вика селско домакинско рај. Да, Атанасови. Ви пожелувам да го правите тоа уште многу години. Децата, синот и другиот син да продолжуваат све крва, нека се како се вика сната, ете така се надевам оти и она ќе се придружи на тоа, ама мислам оти и ние ќе мора да почнеме да јадиме, не? Дегустирајте слободно. Па ја нема да дегустирам сам, мислам да дегустираме заедно. Ќе дегустираме. Па супер, мислам оти ќе почнеме да јадиме. Јас почнав да јадам, ќе почнеме да јадиме. Пред да завршиме, да додиме понатаму,
Јас сакам да се заблагодарам за вас, за хубавото јадење. Имам за вас винце. Знам од имате и вие вино и свето, ама од нашите партнери од Чато Сопот, едно мало покранче за вас. Малку вино, повелете, ете така. Па се надевам од кој го имате и на маса и кај вас, или кај вас дома, повелете. А ние продолжуваме да јадиме и се гледаме понатаму. Пријатно нека ви. Пријатно. Бон апетит. Фала. Епа, здраво, добар ден гледачи, пак сме повторно во кујната на Прима, Беко, Нептун и Карес. И мојата кујна, мојот дел е овде, јас сум во мојот царство овде. Се враќаме сега денес од Кавадарци. Поминавме прекрасно. Момент. Бевне на пазарот, луѓето не ме останаат. Едно таму, еден ту, друг таму. Ама, за мене беше врв. Зошто? Оти си најдов сите наминици што ми треба денес за да се најдам, за да ви готвам нешто малку поразлично. Не сум многу за месо денес ќе правиме на рецепта малку многу по-лесна да кажеме, ќе направиме стил на мусака. Баба ми правише тоа, баба ми не од Кавадарци, ама има така нешто Прилеп, Кавадарци, нешто така слично. Ќе направиме една мусака на мојот начин, со спанак, што го имавме таму, кромит, домати, компири и јајца на крај. Така се вика ројал. Ете така. Почнуваме. Ајде. Сега. Прво, многу лесно, малку се спремав, компирите ги излупив, ама ќе ми треба да ги сецкам сега, многу ситно сецкано, и тоа ќе ми види како подлога. Тоа ќе види доле во тавата. Во плекото сум тава, не знам више како точно се кажува по македонски, ама ме разбравте. Ете така. Ова брзо сецкано, многу лесно, ова како мандолина така, само многу брзо оди, одлично. 2 компири, имаме подлога, уште една. Ја не знаев колку точно да ставам, си излупив неколку, па ќе ми сервират, ќе ми бидат за други рецепти или за дома. Секогаш ми останува нешто плюс. Што мислите? Не го оставам тоа? Не. Си готвам за мене и за моја омилена половина. Се знаете, Василка, обавезно. Ете, подлогата од компири, ми само тија имаме. Ќе му ставиме малку зејтин. Така. Да не се лепи, да се подпече. Вториот дел ќе му ставиме домати. Доматите извадиме дршката. Вуаля. И ќе сецкиме тенки ленти и ќе ги ставаме исто над компирите. Многу лесно, едноставно. Секогаш ви кажувам тоа, навистина, мојата кујна е лесна, едноставно, ама полна со вкус. Ете, и Шаборев многу брза. Таа навика си ја држам и не можам да готвам нешто бавно. 2-3 сати, многу ми нервира. Не, кога ми се јади, ми се јади. И ми само ти сте исти. Кога ви се јади, мора да биде нешто брзо направено, вкусно и лесно. Како секогаш кажувам, мора и домакинките, и домакините да знаат да го готват тоа. Ете, ставивне компири, ставивне домати. Имаме спанак, исто убаво од пазарот. Тој спанак, ја го памтите, таа господјата првата тезга. Спанак, ете спанак, тука е спанакот. Ке го сецкиме тенко сецкано. Чудно ми денес, не знам што ми е, како да јазикот малку ми се лепи. Зошто? Не пиев ни ништо не правев, па тоа. Има денови така, што навистина не знаеме како точно да збориме. Ете, ова е третиот дел, мислам да ставиме уште малку. Така. Спанакот е врв, сега е сезона и навистина добро оди со ваква комбинација. Ова све ќе се печи, ќе се топи, ќе се направи неколку слоеви, ќе биде врв. Кромитот е тој. Гледате каков кромит. Исто ќе сецкаме неколку парчиња. Ќе го исечам на половина, оти вака, нема да ми оди. Така. Валя.
ova mandolina, pa ќе кажам та-ра-та-та-та-та. И си се чисам. Многу лесно. Вуаля. Сме при крај. Добра комбинација од компири, од домати, од спанак и сега кромит. Исто му ставив малку зејтин доле, сега ќе мора да му ставиме малку сол. Оти без сол тешко. Има луѓе што јадат без сол, ама тоа е заради причина, како да кажам, од здравствени причини. Охо, малку ми е мене масата не средена. Па тоа е, кога сакаш све брзо да направиш, неколку пати ти стои на страна. Секогаш кажувам ти игиена обавезно мора да се почитува во кујна, па денес ќе го ставиме ова во рерна и ќе чистиме масата на брзина. Ете, имаме сол, имаме бибер, нашите македонски зачини од Куманово, преубава мешавина, исто и ова, супер, кацана сол, цела Македонија во една тава. Вуаля, и уште малку зејтинче. Така. Брилјант, се знае. Сега, ова, ќе оди у печка, 180 степени, мислам оти за 20-25 минути, ќе можеме да го извадиме и да правиме нашата ројал, како се кажува во Македонија, во Белгија се кажува друго, не знам више како се кажува, ама не се кажува ројал, ама јас ќе ви кажам ројал, правиме за кратко време. Ова оди сега во печка. Вуаля. Одиме понатаму. Како ви кажав, 15-20 минути, сега сме околу 20 минути. Вау, добро е. Одлично. Сега, ќе правиме ројал. Ројал, што е, како ви кажав, јајца со млеко. Имаме овде 4 јајца. Да го избришам, така. Ставаме 4 јајца. Ќе му ставиме малку сол, малку бибер и ќе го прелиме ова нашата убава кавадарчка мусака. Како да викаме, кавадарчка мусака. Па ќе треба да се пие вино со тоа, или ракија. Се знае, регионот Кавадарци што е? Вино и ракија. Обавезно. Ете така, 4 јајца, една филушка, малку млеко, млеко се знае, алпско. Вуаля, тоа мешано. Осем ова ројал, што се вика, повеќе е како омлет, да кажеме. Ете, ќе му додаваме уште малку млеко, да види да има доволно, за да одсвем, да се покри целата мусака и да се потпече, да се вари и да направи убава омогена, како да кажам, смеса. Уште малку бибер, многу лесно, многу практично. Од едно, бибер, второто, сол. Вуаля. Капак, капак и завршено. Одиме. Може? Ајде. Опа. Така. Целите јајца со млекото го покрива комплетно ова плех. Сад, што е многу топло. Се враќа во печка на 180 степени. Одиме. Вуаля. И вуаля. Многу сакам така со прст. Моите се навикнати, се изгорени одамна. Така. И вуаля. Чекаме уште 10-15 минути и ќе можеме да пробаме. Како крчка. Јау, спремно. Видите, ова е
Сега, опасно да се земи. Така. Топ. Много ми се допаја. Направиме малко место. Да вземе тањери. Две малечки тањери. Ета. Секогаш кажувам, еден тањер не може, само за мене не. Мора да споделам со сите. Ете така. И чаша винце. Одиме. Прво виното. Ете. Сопот, обавезно. Кажував регион во Кавадарци и Светова, за жал, бевне во една убава винарија, да, ама виното го испив. Сега ми останува само вино од чато Сопот. Ајде, ке го пиме со ова убава мусака. Така, Сопот кюве. Нашите партнери, пак ќе кажам, без нив ништо не можеме. Ни требаат за да продолжиме да готвиме преубави рецепти. Сопот кюве, една убава чаша, вуаля, сега, окей, пак ќе го земам ова, тука, ќе вадиме со нож, се сече, крајот, така, страните, се надевам оти ке се одлепи, да. Окей. Ама малку е опасно. Имам други алати овде позади, ке видиме со една поголема, вуаля. Оп. Така. Отлично. Имаме една порција. Втора порција. Све е таман. Компирите се варени, доматите се стопени, имаме спанаќот и вуаля. Мислам ти за денес завршивне одлично. Како секогаш кажувам, mission completed. Мислам во ова преубава кујна од Прима Мебел со Беко, Нептун и Карес и сите наши други партнери направивме преубава емисија. Се надевам оти виш се допаѓаше. Ова рецепта е преубава, ќе ја пробам после, кога ќе се олади малку. Сега време е да се поздравиме. Се гледаме наредната недела со нови авантури. До тогаш следете не на YouTube, Instagram и сите социјалните мрежи. Тука сме за вас. Thank you.